Вие сте на фреквенција на телевизија Телма, ова е 180 степени, јас сум Филип Чаловски и во ФД Кулинарското училиште имаме елиминацијска епизода. Епизода во која што навидум нашите направувачи ќе имаат предизвик да подготват нешто многу едноставно, меѓутоа ние готвачите знаеме колку едноставните работи знаат да бидат деликатни и колку е лесно да тргнат по зло. Како си, Мартин, денес? Како се чувствувате? Спремен. Данило, добар? Се надевам. Добре? Да. Здраво, Ана. Здраво, Дејан. Здраво, Ана. И Жане ни е тука со нас. Значи, повторно имаме еден сериозен надпревар, од кој што, за жал, еден од вас ќе замине дома. Денеска доаѓам втор пат во емисија каде што има елиминација. Немам страв дали ќе испаднам или не. Си донесов заклучок со себе, што биде нека биде. Ќе работам најсмирено и што испадне. Ќе подготвувате палачинки. Сите сте ги јаделе, сигурен сум дека сите сте ги подготвувале. Меѓутоа, денеска ќе бидете под надзор на еден професионалец, наш многу драг колега кој што работи со нас и е дел од ФД Кулинарското училиште, се занимава комплетно со сладкарството и ќе ве води низ тој процес да направите еден супер производ од кој што сите ние ќе бидеме горди, а и гледачите нешто ќе научат. Накратко, правилата се исти. Денеска одлучивме да ви дадеме 40 минути, бидејќи ќе вклучиме и мармалад од јагоди. Ќе дадеме малце акцент, ќе ставиме јагодата на пијадестал и ќе очекуваме тоа се да биде убаво споено, убаво искомбинирано во еден фин десерт. Па денеска се надевам нешто према некој сос ќе се однесе. Ќе не однесе натака. И сега дали солено или благо не знам, али ќе се готви нешто на температура, на фриење, на пржење. А време дали ќе има, стално ќе фали време, така да. Мислам дека ќе задоволам тоа во склоп на времето. Да не должам, да ги поздравам само нашите спонзори, да се заблагодариме на компанијата Макпетрол, која што ни овозможи да оваа емисија изгледа како што изгледа. Витаминка е секогаш тука со нас, Халк банка, пак ќе кажам, банка што сигурен сум дека ќе ви помогне да ги остварите вашите соништа. Берутнина е секогаш со нас, Президент, ги имате путерите на Президент, денеска имате алпското млеко, имате крем, Рамстор, да не заборавам, секој ден со нас, Камник и компанијата Братство. Кажете ми вака, најчесто по нашите ресторани, понудата на палачинка оди со нутела. Со нутела и банана. И не, каква јагода, ја не сум видел со јагода. Нутела, банана е, ја мислам дека комбинацијата и евентуално шлак се нуди. Епа, ние денеска ќе испочитуваме сезоната и ќе споиме со палачинката јагоди. Очекуваме јагодата да изнесете на ваш начин. Веќе имате доволно знаење, имате супер ментор денеска со вас. Прашувајте, користете ги прашањата и да не должам да ги најавам нашите судии. Благо не ми е добра страна, но кога тогаш мора да се готви тоа. Пак ќе кажам, чекам нешто соленко што е пак баш што ми е позлато. Ќе видим. ФД Кулинарското училиште постои да едуцира, но и да инспирира. Денешната судика е токму таков пример. Човек кој што ФД Кулинарското училиште го инспирираше да од својата матична професија навлезе во сладкарскиот занает. Ве молам еден голем аплауз за Тамара Иванова. Тука е со нас незаменливиот Златко Таневски, аплаузи за него. Како што реков, 40 минути за денешниот предизвик. Ќе бидете оценувани по вкусот, ќе бидете оценувани по организацијата на работа. Ве молам, работете чисто, предизвикот е лесен, меѓутоа внимавајте на критичните точки кои што Тамара ќе ви каже во следниот едукативен дел. Денеска, доколку би било нешто со јагоди, некоја здрава верзија.
од моите комбинации би направила. Нешто би направила со грчки јогурт, со јагоди, со мед, така. Здраво на сите. На мое огромно задоволство, денес ме повикаа да бидам судија на еден од моите поддраги десерти. Тоа се палачинките. Да ве предупредам дека мене малку потешко ми се свиѓа добра палачинка. Малце сум построг судија за тоа. Предпоставувам дека сите имате одредени начини на кои веќе си ги спремате палачинките по дома и баш би сакале да видиме кој е најдобриот. Ние во ФЧ кулинарското училиште имаме одреден рецепт по кој се придржуваме. Одбираме да користиме состојки што го истакнуваат вкусот, пример путерот кој би го препорачала за употреба, исто и кремот. Меѓутоа сите, како што реков, имате одреден рецепт. Не заборавајте да додадете сол, нешто што би го истакнало вкусот. Другиот дел од рецептот се фокусираме на јагодите. Тука останува на вашата креатива, имате доволно време да размислите што ќе направите со нив и како ќе ги послужите. Јагода и палачинка е една од подобрите комбинации кои сме ги имале. Се надевам дека сте спремни. Едва и чекаме да пробаме што сте подготвила и со среќа на сите. Ја пак ќе кажам, се надевам дека нешто модерно ќе биде, нешто кај што мислам дека можам подобро да се покажам. Не знам, искрено не знам, не очекувам. Ако очекувам, ќе се зафркнам. Надпреварувачи, спремни? Вашите 40 минути почнуваат сега. Почнуваш прво со джемот? Да. Не знам што да очекувам. Прв пат во елиминација, да, малце ме бутна. Не беше ништо страшно од аспект на очекував многу мало дека кога тогаш ќе одам во елиминација. Немам некои големи очекувања, но не големи, туку стварно не знам што да очекувам. И мислам дека сум спремен. Така малце од тешко тргна денов, но мислам дека ќе се снајдам. Да ве подсетам само дека секој има 2 прашања. Секоја сме тука, може да ги искористите во секое време. Мислам дека би биле од корист.
мислам ја дека ќе биде нешто благо, нешто поедноставно, побрзо да може секој да го направи. Што се мислам што го работиме сите во домаќинството, што го потребуваме сите благото. Мислам дека тоа ќе биде нешто. Така? Може повеќе да се помаци. Можда и повеќе брашно. И јас би додала уште брашно малку. Па можда и благо да дадат нешто, до сега не сме имале, бар ја не сум имал ни у елиминации, ни во редовните епизоди. Па ја мислам се наоѓам повише во соленото. Благо треба и да го конзумираш и за да знаеш. Не конзумираме, зашто не знам, али солено сакам. Посолено не сакам, не се да ми е нешто повише осетливо на сол. А ти почна со чоколадото? Да. Сакав да ја прашам, затоа што нема лимон, дали ќе помогне да ставам малку потока. Пробај. Можда ќе даде некоја киселина. Мислам дека ќе испадне добро, да. Може, бидете креативни, слободно. А смесата за палачинки не ја почне? Не. Да, почне, не Како иде тука? Гледам спремно. Првата е сигурно. Првата иде за загревање само. За проба. Слободно користете шпатула за вртење. За ова? Ако ви помага. Денеска ми се вртеше такива размислувања дека нешто со јагоди може би било тоа, некако така посвесно го помислував. Дали мислите дека маслиново масло оди добро со јагода? Да, со чоколада и со јагода мислам. А посебно нашето истарско масло, што го везуваме, идеален спој, чисто као сугестија една мала. Мислам дека ќе надополни одлично јагодата. Исто една идеја, можете пире од јагоди да ставите во путерото. Да го искористите као течност. Го процеди или не? Ама не си го процедила добро. Земи фино цедалче. Не таа, чекай, стој. Стојте малку. Оно повеќе на Иве цедалче имам тука. Вако? Едно прашање за тоа може? Много. Това не е баш фина цедалче. Тоа е многу млек кисело ќе стане. Едно прашање до кога? Ајде.
готвел вака се, не отприлика односот како е, би треба да ми испари вода наскоро. Джем се вари до 105 степени Целзиус усови. Можеш уште малку да го повариш, па ќе видиш како ќе се однесе. Треба се збушне. Па стално има страф. Искрено, пошто има сериозни кандидати, судиите не знам дали се, како да се изразам, да не звучи во однос на професионализам, се профи, меѓутоа непцето, пак ќе кажам, е за секого посебно. Во склоп на поглед на сота, мислам дека јас со сота према моето непце, окей. Ова е готово или? Уште не. Малку се нешто поразлично. А ти искористи какао во смесата или? Да. Пак сум во елиминацијата. Се обидов да не си го земам тоа многу при срце. Не ми успеа минатиот пат. Меѓутоа минатиот пат не си земав при срце дека сум ги елиминираните, туку тоа што не сака да ми ја пробат храната, тоа мене во срце ме поведи. И уште еден коментар што ми дадоа, што ми рекоа дека не се сеќава од љубов. Значи да, јас ќе загорам, немам техника, немам искуство во рецетата, го прифаќам, меѓутоа се што правам, дури и на крај изгорено да биде и апстрактна пеперутка начинја, со љубов направена, така да се надам ќе се докажам повеќе во однос на тоа. Партани. Ова е нане? Да. Што правиш со нането? Сакам да пробам, ако искам да направам со агар-агар, во кавијар. Ако искам. Креативно, Експериментирам. слободно. Што ти остануваат уште 12 минути за палачинки. Мутнам тоа. Ја мислам доста добро. Како? Доста ма е, ја мислам. Уште малце. Колку време го... Не поне 15 минути, но константно напред-назад со брзина. Може и повеќе. Уште изгледаат цели јагодите, вие ги додаде сега? Не, после? ништо не. А, види се, ако мармаладот не е благ, значи не е джем. Прво, а второ, односот, па може малце за нијанса поблаго. Али структурата, ја мислам дека ја погодив некако. Дали може цедалка да продолжи? Жана, има што да се сервира? Не мора све, но мора да има ченува за сервирање. Дека ви... Имаш што Може да направи? појачате на двојка малку. Ето, таман. Намалена на температурата. Споро ми идеше, па накој попечи. Најголема конкуренција мислам дека ќе тетка Снежа и Данило. Данило го гледам дефинитивно како конкуренција. Ништо од америчките палачинки.
2,5 минути. Колку плачи сервираш? Ќе одберам. Сакам 2 или 3. Мислиш дека имаш време? Еве ги готови се. Може да си извадиш уште. А си ја брабосила? Тоа е што е. Или ми проверува? Сега не можам да барацам. Компјутер стави сакав да го ради Америка, да прилез. Тоа многу путери. Баш многу путери имам. Ако имаш доволно палачинки, посвети се на декорацијата, пошто имаш уште минута и пол. Не знам колку ќе стигнеш. Добро. Да, како исполнува? Немам размислување дали од некого би ми бил како, не знам, конкуренција или непријател. Оставам секој да се покаже во најдоброто издание. Сепак е момент. Некогаш и најдобриот готвач може да сгреши, така да немам страв. 30 секунди. Како ти изгледа? После истекот, тоа нема ништо додавање, нема ништо земање од тангирите, станиците бија чисти. Одиме до крај и 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Што ја кажеш вака? Имаме од се по нешто. Нешто добро, нешто лошо, нешто америчко, нешто крепс. 40 минути, тоест помислам доволно време. Јас мислам и повеќе доволно. Тука се гледа дека Не би било добро. не биле доволни 40 минути, немаме завршеток, тука исто се гледа. Тука босилек ли она? Босилек? Не. И јас мислам босли. Со јагоди оди босилек. Ајде да пробаме. Најпрво, ајде да поканиме да видиме малце и да ни образложат. Ајде, Ана Т. Ана Трпевска. Повелете. Јас бега со ова прилика и да искористих да направам палачинки на мој начин, без шекер, а здрави палачинки. Без шекер? Да. Добро, може да ни го откриеш рецептот позади? Доместото намеsto шекер ставив на мед. Направив джемови јагоди, джемот е заставен со мед. Исто така, декорација од горен прстак, пред неја заради блажина ставив агаве. Агар. Добро, добро. Во суштина, мојата домашна кујна, моето готвење секогаш е на тој принцип. Сите влаги што ги правам без шекер. Исто и солените јадења што ги правам секогаш во најздрава верзија. Тоа е мој принцип. Следно Снежана, повели? Јас денес палачинките ги направи со джем од јагоди и прилив од чоколадо, но нефта ставам доволно. Прилив од чоколадо, а? Да. Стопив, но не успеав да стави. Прилив, ама не бев сигурен дали случајно поминал тука и дека само едната палачинка. Не, мислев на сите салам, нефта се има време, да. Добро, добро. Потешко ми дојде за джемот, пошто не сум правила джем никогаш, сега прв пат го правим. Но и мислев да ставам декорација некоја чоколадо на нефтаса, ете.
Овој пат ми дојде некако кратко времето во однос на минатите емисии. И после да поканиме кој Ана намет? Ристевска. Здраво. Во смесата за палачинки додадов ванила, во джемот од јагоди додадов дамаск рози. Декорацијата требаше да личи на пеперутка. Така да. Нема време и За декорација ми е мина најслаба страна, така да. Од палачинките задоволна си како ти спадна? Да, беа вкусни, некои ги погодив убаво, некои малце забореа, меѓутоа задоволна сум и од тоа и од джемот. Направена палачинки? Амерички само. Пеперутка, Абстрактна. ја би рекол салата од босилек пеперутка. Ова не е босилек, но не. 4 листови има или 2? 4, да. Добро. Значи, јас сум графички дизајнер и фотограф. Имам добивана награди за мојата креативност. Се сметам за креативна личност, меѓутоа, зошто тоа не можам да го представам на чинија, искрено не знам. Дали е некој вид на веќе креативна исцрпеност од реалниот живот, затоа што работам маркетинг, работам дизајн, фотографирам социјал медија, така да најверојатно поголемиот дел на фокусот е за таму. И после кога ќе дое време за чинија, имам идеи, ќе видам нешто и ќе си речам, ја ова можам да го направам, меѓутоа сеќам дека не можам да го направам. Декорацијата ми е најслаба страна. Вкусот се содржам уште, меѓутоа декорацијата ми е слаба. Ајде, Данило, повели. Здраво, ја денеска ви спремив американски палачинки, джем од јагоди и нормално, не би бил јас ако не експериментирам. Направив кавијар од нане или перли од нане. Добро, декорацијата не ми е нешто посебно, пошто немав време, или секојаш на крај. На што потроши најмногу време? На джемот и на джемот највише и на кавијарот од нане. Добро, джемот и требаше да биде звезда на вечерта. Добар. Ја. Кавиоров од нане, окей, браво, се потрудил, зашо да не? Дава една димензија така интересна. Успеа да го ладиш маслото, а? Па не, го ставив во замрзивач за го убрзам процесот, пошто немаше време. Не те приметив, баш ме изненади на крај што излезе со таква компонента. Фала ти. Као што реков во прошлата емисија, јас сум традиционално нетрадиционален и сакам да ризикувам. Денеска за чудо некој немав толку трема како прошлите емисии. Тоа со агар-агар го експериментирам и дома, ми има успеано и викам, ако гинам до крај или ќе успее, мисля дека ќе ми даде као плюс, као шлак на тортата. Највеќе се посветив на мармаладот, на джемот од јагоди. Изгубив доста време и во експериментот со агар-агар со кавијарот од нане. Се погоди за среќа и тоа. Најмалку посветив време, внимание на палачинките. Одиме Мартин. Како што реков, сакав да експериментирам малце, исто тип на американски палачинки. Внатре од нив ставив топена чоколада со топен путер. Јас често дома со мојата мајка, кога ретко правиме нешто јагоди, си јадаме само така, си сакам и без шеќер. Затоа сега пробав само како свежо, да речам, пире, не е баш джем, како свежо пире, и свиѓа свежиот вкус на општо не само на јагодата. Да. Едно не стигнав, исто нането да ставив многу ситно сецкано нане за додир внатре во пирето, но не стигнав, го сакав тој контраст со белата чоколада стопена. Заради тоа што идат многу убаво заедно, но скрос измоив да го штопам белата чоколада, но затоа додавав малце, го повеќав со благо заради чоколадата и шеќерот во самите палачинки. Така да се надевам дека ќе биде интересно. И се потрудив денес малце поубаво да биде плейтингот и поубаво да биде украсен. Ете, тоа е, може да го земи Ана Ристевска како дозирање на нане или босилек. И нане и босилек одат добро со јагоди, ама ова е, да речеме, добар баланс. Океј, следен... Ние станам Дејан. Дејан. Здраво. Ја имам едно прашање на Се почеток. намачив малце со. Од кај стигна оваа палачинка
Трет пат ме И прашуваш. како е можно да изгледа вака? Па првата е уствари. Тоа измислев, првата Може палачинка. не требаше да ја ставам, али најубаво некако на боја, може Да, не е за првата. јадење, али Да. првата е. Готово. Разјасни. Значи, знаеш како, може да имаме ресторан да се вика првата палачинка. Секојаш кој да сме правеле првата, најдоле ја ставиш, па после ги вртиш, па ово. Не, Али беше не се време. фрла, тоа ми Не се смија, фрлам, окей, ја не фрлам. ќе ја послужил. Правиме. Ама ми изгледа дека ќе бидат вкусни. А за джемот се потрудив така, прв пат фаќам јагода на тенџере со шекер и ред други работи што ставив. И Окей, изгледа вака, на конзистенција. Вака. Окей. мене ми се допадна на прв поглед, не знам сега. Добро. Окей. Првата што излезе не требаше да ја ставам на маса, обично се јадела. А ова другова мислам дека поише на кај домаќински ги истерав. Не знам сега каква е непцева на судиви беа, ама мислам дека добри беа. Мене ме мами прво да пробам на Ана Ајде. Тоа стана. без шекер. Ова е фостак. Злата ги проба. Сега ќе му даме тоа Злате. Да ви надејам. Палачинките, искрено не мислам дека се мачав многу. Смесата кога ја подготвував ми беше мазна, имаше грудки, текстурата мислам дека ми беше добро погодена. За време на печењето првата нели секогаш и да тест, таа не ја представив. Другите гледав да се средно испечени и равномерно. Ги превртував, се снајдов, мојот метод на превртување беше со чинија, па тавата, така ми беше посигурно на место зафата да го правам. Джемот од јагоди требаше да биде погуст, меѓутоа повеќе ставив шеќер таму, а не требаше. Јас кавијар од Нане немам пробано, така да не знам што да очекувам. Многу е замачкан тајна. Премногу. Е, палачинките се многу подлесни. Джемот е многу добар на Данило, а? Нана ми се свија Детинов. Окей. Добро. Кога работам под притисок, давам се од себе за да го направам најдоброто јадење. Меѓутоа, во такви моменти, уствари, не е тоа најдобрата верзија од мене. И не е најдоброто јадење што можам да го направам. И се губиме вајде во просторот. Знаеш, време е тајминг, ајде побрзо сакаш да зоври, не зоври, а тоа риблата работи на не знам како. И тука негде вајде со тајмингот и со односот, ајде, притисокот е вајде поголем.
да преурачим. Светот на сладкарството можеме да кажеме дека во моментов во гастрономијата оди рапидно, брзо напред. За жал, ние на нашите простори не успеавме се уште. Ние се трудиме во кулинарското школо и сме на добар пат, меѓутоа мораме да направиме еден урнек како сладкарството да стане уметност. За да младите се надобрзат на приказнат и да имаме се подобри и подобри сладкари кај нас, кои што ќе ги напредуваат и најосновните рецепти. Тоа е една од целите што сакам низ емисијава да ја развиеме во сериозна категорија. Ова денеска што го гледаме е многу просечно. Вие сте аматери и го разбираме тоа. Меѓутоа, јас се сеќам првите палачинки ги направив на 6 или 7 години и се уште имам спомен од подготовката на истите, али тоа не ме натера се откажам. Денеска ќе издвојам да не должам нешто за кое што мислам дека можеме да кажеме добри зборови. Нека истапи Ана и нека истапи Данило. Ајде да почнеме од Данило, Ана, ти ми дозволиш. Данило, тоа што се потрудил со кавиорот е сосема во ред. Иако пак ќе ти кажам, нема некој голем удел во целокупната твоја подготовка, каде што највеќе блесна мармаладот. Значи, супер избалансиран, одлична киселост, не е преблаг. Палачинките се доста, да кажам, текстурата не е таму, значи немаме онаква текстура воздушеста, напротив имаме многу цврста и гнетава, се осеќа ванила, се осеќа нешто, меѓутоа повторно ќе кажам, мармаладот ти е одличен. Знаеш, она како давител се фаќа за сламка. Гледав од задните минути да направам најболje што можам. Како и секојаш декорацијата на крај не ми се свиѓа затоа што немам време и не посветив доволно внимание, но на крај искочи како што искочи, нели, пресуден е вкусот. Вкусот дури и мене ми се допадна на студиите, нели, што се најбитни во емисијава. И тоа е тоа. Ана, супер избалансирано, палачинките се одлични, мармаладот е можда малку послаб од на Данило, во односи на текстура и на све, меѓутоа као целина, како краен производ, мислам дека ти си победник на, ако треба да истакнеме, победник на елиминацијскиот циклус. Секоја чест, продолжете така и пробувајте, ве молам, пробувајте. Путерот исто, пробувајте го, бидејќи испрежете една мала палачинка, пробајте, не ми се свиѓа. Тоа исто и со месо, ќе видите, правиме плескавици, правиме, значи не можете смесата, морате да оставите да одмори. Јас да бев на ваше место, најпрво ќе направив путерот, мора да се спојат вкусовите, така, да се врзе целата смеса, малку да одстои, после испечете мали палачинчиња, пробајте, не ми се свиѓа. Коригирај. Кога ќе се испече веќе палачинката, знаете дека тоа е тоа. Ставно самоуверени сте, доаѓате самоуверено пред нас и ни послужувате нешто што и ние ќе бидеме горди да го видиме и камерите и гледачите да го видат. Балансот на вкусовите се трудам да го постигнам со тоа што не додавам многу ни блажина кога правам благи јадења, исто кога правам солени не ставам многу сол. На таков начин мислам дека го постигнувам балансот. Исто и со зачините се трудам да ставам, меѓутоа не ставам многу зачини. Мислам дека во тоа е тајната. Можам сите да ги искоментирам? Можеш сите, слободно, да. Добро, како што најавив на почетокот дека сум строга за палачинки, се понадевав дека ќе пробам прави крепс денес, ама не пробав. Најблиску што
беше до домашна палачинка, можам да издвојам на Дејан и на Аната. Мартин, морам да признам дека додека те гледав во процесот на готвење, очекував повеќе, се гледаше дека си посветен и изгледаше како да знаеш што правиш. На крајот испадна дека пирето е недовршено и можеби му фали повеќе вкус. За палачинките, како за америчка палачинка, изгледаат окей. Ана пофалби, ми се допаѓа што избра поинаков пристап, да здрава верзија на палачинка да припремиш. Браво за чијата што ја употреби како природен згуснувач. Да, од джемовите исто можам да потврдам дека на Данило во поглед на сладкост, структура победува. Ја свати задачата дека јагодата е звезда на вечерта и се потруди да ја истакнеш. Ана, се надевам дека на презентација ќе се подобриш во иднина. Најтешко се уште ми е декорацијата. Од прилика веќе го почнам да го сваќам процесот, што треба се запрши, што со што иде, како да се испече. Значи, од прилика веќе почнам да влегувам во штос. Така да ќе се мачиме, ќе се бориме, ќе се трудиме. Почнав амерички да правам, ама не искочија по тоа јас како што имав замисла и по тоа ја свртев на класична палачинка и послужив класична палачинка. Јас би ги повикал Ана, Дејан, Мартин. Ке почнем од Ана. Палачинките лоши. Немаат ни форма, суви се, некоја препечена, некоја недопечена. Искрено мислев дека палачинки денес лесно ќе ги видиме сите меки, убави, идеален круг, вкусни. За жал, никаде не видов. Джемот го проба? Да. И? Би изела 3 палачинки со тој джем? Преславето. Преславето. После видов дека јагодите самите по себе биле доволно сладки. Значи, тука веќе не требаше ни шекер да ставам толку многу. Дело со шекерот е пресилно, не се само јагодите, верувај. Дејан, кога дискутиравме, ова првата палачинка, ако наредно правиме пирошки, таа ќе биде идеална. Лесно ќе се витка, мека е, за пирошка не е идеална. Добра идеја е пирошки да правиме. Сте правиле пирошки? Ќе направим. Како сакам. Најверојатно ќе направите. Мартин го заборавиме. Мислев да ја ставам, ама ај добро, да не Многу труд. Само фалеше вкус, а тоа е најбитно. Ја и путерот ти го пробав, сиров, непечен, прво си реков, валја уште треба да го дозачиме. Да, му додав шекер дефинитивно. Не, му фалат многу работи. Пробај како цела компонента. Нема вкус, нема ништо, као нема карактер. Острина некоја фали. Да. На кратко ќе исподелам. Имате среќа што Снежана денес ни изложи оваа порција, иначе би биле во тешки маки. За сега денес вие сте средина и одите понатаму. Ме удари некоја трема. Имав сосема доволно време и покомотно работев денес като што работам. Но мене мислам, не знам што поточно сгрешив. Како што ги прашав, они рекоа без вкуса, мислам дека требаше да додам барем уште дали една жолчка или цело яјце многу ќе беше плюс, но се требаше од се по нешто да додам. Според мене тоа е тоа. Малце повеќе ставив брашно отколку што треба и требаше да појачам на другите состојки. Путерот мислам дека исто беше малце. И можеби клучната грешка беше сега кога ќе се сетам што друго топев чоколадото, можеби требаше посебно да стопам путер, прво путерот да го додам, па најдоцна чоколадото. Ја заедно ги стопив, можеби таму зафрак. Златна средина, така ќе никако ќе му дојде. Меѓу добри, меѓу лоши. Некоја измеѓу. Снежана повели.
препуштаме на најкомпетентната. Така, мене ми ја наместивте топката. Ја за почеток ви кажа. Едноставно, самата чинија, која ќе ја видите, не изгледа на нешто што би ми го послужило. Едноставно, не привлекува ни да пробаме, целата е замастена, нечисто делува, не знаеме зошто е тоа нечисто. Да не навлегувам во техничките, ти ги оставам на Тамара да кажеш секој коментари. По тоа што го пробав, јагодата што требаше да даде свежина на палачинката е преблага и препечена. Джемот е комплетна катастрофа. Палачинките не знам во кој момент тупна, дали не стави доволно брашно во смесата. И во текот на печење, сена се не изгледа убаво и на вкус не е добро, така да Снежана, вие сте таа што ќе испадне оваа емисија. Денеска, мислам, јас најголема грешка направив. Прв мислев да ги завиткам на еден начин палачинките, но потоа нешто се збркав, а и джемот испадна многу благ и тоа е така да стане да се забавиме. Искрено очекувавме за некој толку искусен дека палачинките ти ги направи како да речеме прошетка во парк. Јас мислам дека гледачите од оваа елиминациона епизода научија дека и една многу едноставна работа знае да биде деликатна, иако имаше доволно време. Така да нека биде една поука од оваа епизода, секогаш пред да почнете со готвење, најпрво организирајте се, испланирајте што ќе готвите, направете најдобри набавки можни и направете нешто за кое што ќе ве паметат и ќе остане во едно сеќавање како совршен рецепт. Да, втор пат сум во емисија каде што ќе се елиминира еден од групата и така повторно моето јадење најдобро излегува. Денеска не очекував толку лошо да поминам. Да речем за среќа и несреќа имаше полошо од мене, па се спасив. Но тој коментар што ми рекоа дека нема вкус и не е доволно вкусно, не се истакнува тој вкус некој, едноставно сватив дека во самата кога ја правев комбинацијата, покасно ја пробав самата смеса и мислев дека фали само шеќер додадов, но не беше тоа. Требаше дефинитивно моц размерот да го видам јас, тоа што вика додокативно ставив што мислам како мислам. Во елементарна емисија дојде крајот за моето присуство, но сум многу задоволна и благодарна што учествував во кулинарско шоу од 180 степени, што запознав многу добри личности, се дружевме добро и понатака ќе станеме да се дружиме, ми е мило за тоа, а не е важно што изгуби повојта. Тамара, стигнавме до крајот на емисијата. Јас пред сега да ти се заблагодарам што прифати поканата да учествуваш, да ни дадеш насоки тоа докаде сме со сладкарството, што ни помага цело време и само ќе дадам еден податок колку е важно кај нас во гостителството сладкарството. Секогаш кога правиме вечери, ако некојаш вечерата ни тргне во погрешна насока, секогаш се вади на десертот, тоа го имаме секогаш на ум. Па како се задоволнати, како помина? Прво да ви се заблагодарам што ме викнавте. Ова е моје прво гостување на вакво шоу. Уште се чувствувам како да сум од другата страна со учесниците, затоа што јас сум нова во овој дел и се уште учам. Како што напомена, десертот е една од, колку и да е добар оброкот, десертот е тоа што го заокружува. И тука имаме можност или да блеснеме, или да се посрамотиме. Зависи кога како. Благодарам уште еднаш што ме викнавте и им посакувам успех на учесниците во наредните емисии. А ние останува да му се заблагодариме на гледачите што не гледаат сега,
да продолжат и понатаму. Очекуваме се по-интересни рецепти, кај што може да се сгреши, кои ќе делуваат едноставно, а тешки се. Едноставно, гледајте ме. Поздрав! Поздрав!